почнеме. Ви посакувам добре дојде. Ве поздравувам во име на Фондацијата Отворено општество Македонија. Денес е предпоследниот 14-тиот настан од одбележувањето на 20-те години на функционирање на Фондацијата во Република Македонија. Пред да, односно на почетокот на овој мал вовед што сакам да го направам и пред да им дадам збор на нашите почитувани воведничари или промотори на оваа книга што денес имаме чест да ја представиме во нејзино македонско издание, сакам да кажам неколку збора за издавачот на книгата во оригинал. Нејзиниот оригинал е на англиски јазик. Пред неколку години, кога пред амбасадорот на Европската Унија во Македонија, амбасадорот Фуере, ме праша во еден разговор, добро, дали можете да ми помогнете да најдам некоја литература на англиски јазик, од која би можел повеќе да разберам за... Господа, ја ве молам, или затворете ја вратата, или престанете да говорите таму. Се извинувам, ама им стана навика. Дали, значи, можете да ми помогнете да најдам некаква литература на англиски јазик, од која би можел да сватам, а особено ме интересира, ме рече Фуере, бидејќи насетувам дека има некакви сличности меѓу историјата на ирците и на македонците. Ме стави на мака. И во неколкуте книги што можев да му ги однесам, се најдоа две кои беа преводи на проза на македонски автори на англиски јазик. Едната беше Црно семе на Ташко Георгиевски, а втората беше Големата вода од Живко Чинго, издадени од Polytechon Publications, мала издавачка куќа која функционира во Сидни, Австралија. Ја ќе пробам сега само да ви го покажам нивниот вебсайт. Еве го. Они имаат неколку нивоа на активности, кои се некако врзани со денешнава тема. Не само тоа дека тие ја имаат објавено денешнава книга на англиски јазик, ако го разгледате малку сајтот, ќе видите дека има уште неколку битни работи. Има и книги кои се посветени на семејни истории, тоа го викаат устна историја исто така, семејни приказни или устна историја, овие кои се постручни од мене во таа област, јас сум само пасиониран читач, на луѓе кои потекнуваат од населени места во Егејска Македонија. Меѓутоа, исто така, ако погледнете во долниот десен агол, тие го имаат дигитализирано првиот весник на македонски јазик во Австралија, Македонска Искра, кој постоел од 1946 до 1957. Собственик и главен уредник на Polytechon Publications е Виктор Бивел, македонец по потекло од Егејска Македонија, многу одамна неговото семејство преселено во Австралија. Го запознав него тогаш 94-та година и од тогаш од време на време, ако видите сега, например, и Пире од Петр Андреевски е објавен на англиски, се работи за исклучително солидни преводи. И една работа се случи тој ден кога го запознав него, тоа беше на конгресот на Сдруженијето за човекови права на егејските македонци во Австралија, кога се појави еден од мене многу помлад човек, носеше пијачка. Вели, денес треба да честам. Што беше причината? Причината беше дека успеа
да си го врати презимето на неговите предци. Да не биде веќе Цуцулидис, туку Цуцуловски во австралиските книги. Значи, пак приказна врзана за идентитетот. Некако по коинциденција вчера видов во Дневник дека Павле Воскопулос се уште има проблеми во Грција да си го врати презимето Филипов. И тогаш тој ден видов за прв пат како изгледаат пасошите, двојазичните пасоши, што жителите на тогашно кралство Грција од македонско потекло ги имале со две презимиња внатре. До ден денес ми остана нејасно зошто никој досега не ги објавил сите такви пасоши во нивната двојазичност. Мислам дека тоа би било одличен аргумент во битката за македонскиот идентитет, не онаа која е овде врамена во 1870-1912, туку некако има таа и своја втора фаза. Но добро, благодарам, сега може да го симнете сајтот. Неколку збора, всушност, она што во книгата е напишано за авторот на книгата, која всушност е докторски труд, со која Ник Атанасовски докторирал на Универзитетот Викторија во 2006 година. Колку што ја знам, ова е единствен докторат кој е посветен на оваа тема, а одбранет е во странство. Може би грешам, ако грешам, простете ми и исправете ме. Значи, Ник Атанасовски е роден 1965 година во Битола, Македонија, со своето семејство се доселил во Австралија во почетокот од 1966 година, а израснал во западните предградија на Мелбурн. Дипломирал социологија и филозофија на Универзитетот Ла Троб. Титулата доктор на филозофија добил на Универзитетот Викторија во 2006 година за трудот борбата за македонскиот идентитет 1870-1912 под насловот Споровите околу македонскиот идентитет 1870-1912. Како признание за неговиот академски успех, во 2006 година Ник Анастасовски ја добил наградата извонреден студент истражуваш на завршената година студии на Школата за општествени науки при Универзитетот Викторија. Ево, професорот Фридман ни се придружи. Добре дојдовте, професоре Фридман. И само уште малку, а потоа ќе го поканам првиот наш воведничар, Драги Ѓоргиев од Институтот за национална историја, да земе збор. Има многу прашања што мене лично, како велам пасиониран читател, ми се појавија по читањето на оваа книга. Меѓутоа, најважното прашање беше ова. Најважното, не знам дали е тоа истовремено најзагрижено прашање. Оваа книга опфаќа еден период во кој веќе низ Европа се формираат нации. На Балканот една голема сила, Отоманската империја, полека заоѓа. За сметка на тоа се појавуваат три нови држави, три нови нации исто така, Грција, Србија, Бугарија. Се разбира, тоа значи, додадено на тоа, три држави, три нации, три цркви, три армии, три корпуси од парамилитарци, институции кои се необходни за да постои една нација. Во тоа време македонците немаат ниту едно од тие елементи, тие фактори кои се, тие структури кои очигледно се
необходни за да можеме да говориме за нација. И кога размислуваме за самите себе си, веројатно размислуваме за тоа дека нашето конституирање, артикулирање е задоцнето токму поради фактот дека на оваа територија се водела оваа борба за идентитетот на оние кои не биле ни срби, ни бугари, ни турци, ни грци. Потоа доаѓа еден период во кој и таа територија веќе не е дел од Отоманската империја, туку е поделена. А потоа доаѓа еден период во кој во едниот дел од таа територија се формира она што денес се вика Република Македонија, како една од бивши југословенските републики, значи има известна, би рекол, ограничена државност, а потоа доаѓа независна Република Македонија. Значи, држава во која македонците се мнозински народ, држава која има своја армија, има своја црква, една од црквите, црквата на мнозинското население, иако македонците не се само православни христијани. Има институции. И сега се појавува прашањето. Ако во овој темен период, 1870-1912, другите се бореле за идентитетот, некои тоа го викаат борба за душите, за умот, за телата на македонците. Дали тоа значи дека во моментот од моментот кога ние имаме независна држава, ние имаме таква ситуација во која таа борба за идентитетот има помали шанси или е помалку жестока, или се нашла адакта на историјата, или всушност денес не можеме да се пофалиме дека доволно работиме на развивање, продлабочување и аргументирање на идентитетот. Односно, дали она што е наше општество, општествена јавност, култура, институции и така натаму, се доволно успешни за да парираат на она што јас го викам рециклирање на малите балкански империализми. Дали поделите во ткивото се помали од колку што биле во овој период, што претходи и на територијалната поделба по поразот на Отоманската империја во првата Балканска војна. На тие прашања се разбира понекогаш е мачно да се обиде човек да најде одговор. Меѓутоа, една од работите за кои мислам дека е необходна е и затоа секогаш многу ми значеше соработката со Polytechnic Publications, дека има работи што надвор од Македонија, луѓе кои се чувствуваат македонци ги прават поефикасно од нас, а имаат на располагање далеку помали ресурси, пред се материјално. Еве, јас тука би завршил и би го замолил почитуваниот Драги Ѓорѓиев, инаку од утре или од денес веќе од понеделник ќе почнеме да му товариме дел од одговорноста со оглед на тоа дека Драги Ѓорѓиев меѓувремено именуван за ВД или веќе полно ВД директор на Институтот за национална историја, веројатно една од клучните институции токму за прашањата на идентитетот. Благодарам, господин Милчин. Да, тоа е бреме кое ќе се обидам да го носам најумно што можам. Меѓутоа, без разлика на тоа, јас првин сакам на Фондацијата Отворено општество Македонија, Институт Отворено општество Македонија, да го честитам роден ден од 20 годишниот јубилеј, да им посакам уште многу години, уште многу настани, случувања, активности врзани со актуелната
ситуација во Македонија, но исто така и поврзани со промоции на книги во кои се третира минатото на Македонија, за кое сите ние сме толку заинтересирани. Кога мене ми понудија да ја промовирам оваа книга и кога го видов насловот борбата за македонскиот идентитет меѓу 1870 и 1912 години, јас малку се најдов затекнат, затоа што всушност периодот на кој работам јас е малку по-долу, односно за покласичниот османлиски период, и меѓутоа од чиста љубопитност прифатив и гледајќи ја книгата сватив дека всушност има толку многу материјали од тој период вметнато во таа книга и дека има место и јас да го кажам своето мислење и видување на таа книга за таа борба на македонците за својот идентитет, затоа што авторот својата приказна започнува уште од времето на доаѓањето на османлиите, па се до денешни дни. Јас во мојата промоција, значи, нема да зборам за оној дел кој се однесува на кој го носи насловот на книгата, малку повеќе се задржам на два моменти кои според мене се интересни и се, би рекол, и нови за нашата историографија, кои многу малку се присутни во нашите историографски дела. Значи, денес имаме можност да промовираме една студија која, ако судиме само според насловот, би ја сместиле во класичните историски дела посветени на Македонија, чија основна тема би требало да биде политичката историја. Но иако книгата Борбата на македонскиот идентитет 1870-1912 од Ник Анастасовски на прв поглед наведува на таква помисла, сепак оваа дело многу повеќе представува труд кој раскажува за животот на обичниот човек во Македонија и неговата борба за опстанок и прилагодување во едно многу несигурно време на жестоки верски и етнички судири меѓу балканските пропаганди. Имено, овој труд повеќе представува едно етнолошко-антрополошка студија, која хронолошки се движи во периодот од 15 до 20 век, отколку традиционално историско дело. Ваквиот заклучок се наметнува и од содржината на книгата, во која се среќаваат наслови и поднаслови како, например, верски обреди и празници, печалба, контрастот меѓу типичното муслиманско село од реканскиот крај и типично македонско христијанско село од Битолско, прослави и обреди, македонско христијанско село версус турско-муслиманско село и слично. Исто така, ако се погледнат користените извори покрај пишаните во кои спаѓаат објавените архивски граѓи и личната необјавена документација на авторот, овде многу повеќе како извор доминира устната историја, која е раскажана преку приказните на луѓето и муслимани и христијани од Македонија, кои биле дел од културите кои се разгледуваат во оваа студија. Притоа сите тие приказни на интервјуираните лица вешто се вметнати во наративот на авторот и се ставени во контекст на другите извори. Всушност, преку овие приказни кои го раскажуваат животот на обичниот македонски селанец за време на распадот на османлиското општество, се раскажува историјата на Македонија, која во тој период се наоѓала на историски крстопат. Оваа орална историја, надвор од официјалните османлиски документи, надвор од извештаите на западните дипломати и бројните мемуари на учесниците во политичките и војните настани на територијата на Македонија во соодветниот период, ни раскажува каков бил одговорот на македонските христијани и колку тие биле прагматични во заштитата на своите интереси под притисок на двете доминантни цркви во Македонија, екзархијата и патриаршијата, и на образовната и оружената пропаганда на соседните земји. За тоа самоодржување на македонските селани, дозволете ми да цитирам само една изјава на лицето Стојче Петковски, поврзано со битолското село Маково. Цитирам: "Селото беше главно со екзархијата, но имало такви што биле со патриаршијата. Во едно семејство двајца праќа биле на спротивни страни,
но не поради политика, туку со смислена стратегија за самоодржување. Ако во селото дошла грчка чета и му се заканила на братот екзархист, патриаршистот ќе го бранил. Завршен цитат. Тоа бил, според авторот, цитирам, интелигентниот одговор на тие неписмени селани во една спорна ситуација кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Но без да навлегувам во детали на таа безпоштедна борба на странските пропаганди за придобивање на христијанското македонско население, јас повеќе се задржам на две според мене многу важни моменти на кои авторот им посветува посебно внимание во својата книга. Првиот од нив е улогата на исламизираните албанци врз процесот на исламизацијата на христијанското македонско население во Западна Македонија, односно во долнореканскиот крај. Според авторот, таа улога, цитирам, минала главно незабележена од страна на историчарите. Ник Анастасовски својата приказна за борбата за македонскиот идентитет ја започнува со доаѓањето на османлиите во Македонија. При тоа тој се задржува на двата главни процеси што се случиле на територијата на Македонија со доаѓањето на новите владетели, а тоа биле колонизацијата и исламизацијата. Иако се чини дискутабилно, тој траењето на овие два процеси го носи до самиот крај на османлиската доминација во Македонија, сметајќи ги за круцијални процеси кои предизвикале трајни промени во етничкиот и во верскиот состав на земјата. Тоа е сосема оправдано затоа што на вистина овие два процеси ги предизвикале најголемите демографски промени сред хомогената христијанска популација. Но овде посебно мора да се нагласи инсистирањето на авторот на улогата што ја имало албанското население во процесот на исламизацијата во Западна Македонија. Тој како предмет на студирање ги зема селата во долнореканскиот крај и врз база на објавените пописни турски дефтери од 15-тиот и 16-тиот век го следи тој процес во соодветниот регион. Авторот сосема точно ги насетил улогата и влијанието на албанците во исламизацијата во тој регион, иако не навлегува во подлабоки анализи на тој феномен, кој се чини имал пресудно значење во ширењето на исламот во Западна Македонија, посебно во втората половина на 16-тиот век. Дозволете ми овде само една мала подкрепа на ова тврдење на авторот. Имено, доколку се анализираат споменатите објавени и необјавени пописни дефтери од 15-тиот и 16-тиот век кои се однесуваат на македонско-албанскиот граничен појас во делот на Дебар, тогаш ќе се види дека процесот на исламизацијата во разгледуваната област најпрвин започнал и побрзо се ширел на територијата на Албанија и сред албанското население. Со прифаќањето на новата вера, ова население го сменило својот социјален, економски и политички статус во државата и станало многу помобилно. Користејќи го тој статус, тоа брзо започнало да се движи на запад, вршејќи притисок врз словенското христијанско население, меѓу кое исто така, после известно време започнал да се шири исламот. Многу карактеристични примери за тоа можат да се најдат во пописите на Дебарската каза направени во периодот од 1544 до 1583 година. Например, некои од селата кои во првиот попис од 1544 година се целосно христијански, во вториот попис од 1583 година се целосно муслимански. Тука само сакам да кажем на кој начин се чини дека одела исламизацијата. Многу типичен пример е селото Жеровница, кое исто во 1544 година е христијанско, во 1583 година е муслиманско и при пописот од 1583 година првиот жител кој е запишан се вика Мустафа Жупан, кој очигледно бил старешина на селото, кој се чини и така одела исламизацијата најчесто. Највидните жители на една населба го прифаќаат исламот и потоа тргнуваат и сите жители на таа населба по стапките на тој старешина. Тоа таа теорија го потврдува тој доказ со селото Жеровница, каде Мустафа Жупан, Жупан знаеме средновековна титула која ја носеле одредени господари на одредени региони на територијата на Балканот.
како подкрепа на таа теза на Ник Анастасовски за влијанието на исламизираното албанско население, за ширењето на исламот сред христијанското население, може да се посочи и примерот со Источна Македонија. Например, иако во Источна Македонија уште во 15-тиот век постои компактно јуручко население, етничко турско јуручко население, околу Радош и околу Штип и нивните села и ден денес постојат таму и тие се уште живеат таму. И иако во Овче поле е формиран јуручки оџак од неколку десетици илјади јуручки оџак кој е всушност полувоена формација, помошна формација на османлиската војска, значи иако постои компактно население, таков процес во Источна Македонија не е забележен. Значи во тие предели на Штип, на Радовиш, Струмичко, Овче поле нема таква масовна исламизација на христијанското население. Постојат муслимани сред христијанските села, меѓутоа тоа се инцидентни поединечни случаи. Во дебарските села сите како по наредба со еден чин преминуваат во ислам. Анализирајќи ги овие податоци, авторот не навлегува во подетална анализа на овие процеси, што и не е примарна цел на овој труд. Но сепак тој го насетува овој феномен и потоа со повремени навраќање во натамошниот тек од текстот го следи дури до 20-тиот век, опишувајќи улогата и влијанието на албанците во политичката ситуација во Западна Македонија. Вториот важен сегмент од оваа студија повторно е поврзан со македонците муслимани и тоа е мощно интересниот експеримент на авторот да направи споредба на животот на македонците христијани во битолските села со животот на македонците муслимани во долнореканските села и при тоа да ја пласира тезата за врската на тие две различни верски заедници. Ник Анастасовски тоа го прави преку анализирање на обичаите, обредите и традицијата на тие две заедници. Тоа е многу редок пристап, посебно во балканските историографски дела посветени на Османлиска Македонија, која најчесто е перципирана само преку проучувањата на христијанското население во контекст на борбата на соседните држави за придобивање на тоа население. Наспроти тоа, оваа студија ги разгледува македонците муслимани во смисла на нивните перцепции на сопствениот идентитет, но и на нивните перцепции за македонците христијани. При тоа авторот констатира, цитирам, дека собраните докази покажуваат дека македонските христијани биле сметани за ист народ, но од друга вера, а не за бугари, грци и срби. Македонците муслимани од проучуваниот рекански крај ги немале концептите и не ги разбирале поимите патриаршист и екзархист како етикети за македонските христијани. Завршен цитат. Преку ваквиот компаративен пристап и анализа, авторот се стреми да ја докаже својата теза, дека културолошки гледано, обичаите и традициите што ги негувале македонците муслимани не се разликувале премногу од оние што ги негувале македонците христијани во битолскиот регион, без оглед на тоа дали овие христијански села припаѓале на екзархијата или на патриаршијата. Авторот ги разгледува славите, обредите, свадбите, погребите, празниците и другите прослави, при што заклучува дека во текот на вековите на османлиското владење се задржале сличности меѓу двете различни верски заедници и дека иако имало верско преобратување, не постоело јазично, културно и етничко асимилирање во реканските села. Како доказ за тоа авторот наведува дека оџите во реканскиот крај, кои биле со македонско потекло, не се обидувале да ги променат или приспособат вековните обичаи на македонците муслимани, иако голем дел од нив биле со изразен христијански карактер. Муслиманските духовници, според авторот, покажувале висок степен на толеранција.
Може да се каже дека ваквата теза на авторот се вклопува во начинот на кој исламот обстојувал сред новите муслимани. Имено бројни се елементите кои дури и денес можат да се препознаат во животот на македонците со муслиманска вероисповест, а кои имаат христијанско и паганско потекло, што укажува на фактот дека процесот на исламизацијата сред христијанското население не одел ниту брзо, ниту едноставно. Тој процес обично поминувал низ фазата на двоверство или криптохристијанство, која можела да трае долго по прифаќањето на новата вера. Во таа фаза новите муслимани настојувале да ја задржат врската со старата вера, негувајќи ги обичаите и верувањата на својата стара вера и традиција. Двоверството во Западна Македонија траело се до заминувањето на османлиите, па дури и после нив. Според некои истражувања во Дебарскиот крај, во 30-тите години на 20-тиот век, во христијанските куќи се чувале икони и црковни книги, додека на перниците имало орнаменти од крстови во народен вес. Источниот агол од куќата го викале кандилово место, а некои куќи имале и кандило, иако се муслимани. Сите жители во овие села знаеле дека порано биле христијани. Исто така во многу куќи се чувале икони, а новоисламизираните продолжиле да го почитуваат посебно крстот, потоа многобројните христијански светци, празници и да ги посетуваат светите христијански места. Многу од исламизираните долго време по прифаќањето на исламот се сеќавале на своето христијанско име и не пропуштеле на тој ден да отидат во црква. Според пишувањето на рускиот конзул Јастребов во 1879 година во Дебарската област, се празнувал голем четврток, како и сите четвртоци од Велик ден до Спасов ден, односно да не се работи на тој ден со верување дека на тој начин посевите ќе бидат заштитени од мраз и град. Во врска со името Илија, народната традиција чува меморијата за исламизацијата преку поговорката «До пладне Илија, од пладне Алија». Овој феномен на криптохристијанството можеби најдобро го илустрира следниот пример. Кога некои селани од Западна Македонија во втората половина на 19-тиот век биле запрашени од која вера се, тие одговориле: ние сме муслимани, но на Богородица. Но, да се вратиме на студијата и на целта која го натерала авторот да примени компаративна анализа на овие две различни верски заедници. Основната цел на авторот во ваквиот пристап е да се согледа влијанието на исламизацијата врз идентитетот на припадниците на муслиманската заедница и тоа да се спореди со влијанието врз идентитетот на христијанската заедница од страна на двете различни национални цркви во Македонија, односно екзархијата и патриаршијата. При тоа, негова главна идеја е да покаже дали во културна смисла овие две заедници преку црквата, односно преку џамијата, се вклопиле и преминале во некакви различни идентитети или пак задржале забележливи белези од својата македонска култура. Неговиот заклучок дека муслиманската заедница и покрај различната верска припадност сепак задржала многу христијански белези во системот на обредите, славите и празниците, упатува на обидот на авторот да укаже дека тие две заедници се дел од една и иста етничка заедница и дека македонците со муслиманска вероисповест всушност представуваат дел од современата македонска нација кои се разликуваат само според својата верска припадност. Но за заклучоците за идентитетот на македонците муслимани понудени во оваа студија од Ник Анастасовски може да се дискутира имајќи ги во предвид актуелните проблеми поврзани со современите македонски муслимани. Имено врз оваа заедница денес претендираат трите најголеми заедници во Македонија: македонската, албанската и турската, но ниту една од нив не успева целосно во своите претензии. Неуспехот во придобувањето на оваа малцинска верска група од трите гореспоменати заедници само го покажува се уште силното османлиско влијание во однос на формирањето на националниот идентитет на Балканскиот полуостров. Имено и кај христијаните, и кај муслиманите, тој идентитет е силно поврзан со верата и со јазикот, што е резултат на влијанието на османлискиот милет систем кој беше базиран пред се на верска основа.
Поради тоа и основните параметри околу кои на Балканот се формираат нациите во 19. век беа верата и јазикот. Македонската нација, чии припадници во верски поглед во најголем дел се ортодоксни христијани, никогаш не направи посериозен обид да ги интегрира македонците муслимани во својата средина. Тоа беше невозможно затоа што наследството од Милет системот засилено со влијанието на црквата, условно не дозволува припадник на македонска нација да биде нехристијанин, уште помалку муслиман. Од тие причини денес интегрирањето на во современата македонска нација на македонците муслимани кои зборуваат македонски јазик, но кои верски му припаѓаат на исламот, представува незавршен процес со неизвесен крај. Овде јас би сакал да завршам со моето искажување, како една повод за провокација, за дискусија, но и да ја отстапам место на мојата колешка Наташа. Ви благодарам. Благодарам. Особено благодарам поради тоа што ја фрливте провокацијата и мислам дека е исклучително важна. И со тоа отидовме малку подалеку од церемонијалните димензии на промоциите на книгите, за кои мислам дека не се многу продуктивни. На ова поинта врзана со неуспешниот или незавршениот процес. Мислам на интегрирање на македонците со муслиманска вероисповест. Мислам дека е тоа еден од главните предизвици со кои денес Македонија е соочена, со кои таа малцинска група е исто така соочена, наоѓајќи се во, би рекол, во сендвич од повеќе од две страни, при што навистина мислам дека е сериозно ограничување, изедначувањето на да се биде македонец е еднакво на да се биде православен христијанин. И уште една работа, не знам колку мина од овде присутните беа и на претходните две промоции на книгите на Кит Браун и на Лоринг Демфорд и Рики Ван Бусхофен. И тие две книги во голема мера се служеа со устната историја, односно со семејните приказни. Веројатно имате одговор на прашањето дали тоа значи дека устната историја е една од малкуте алатки што им стојат на располагање или што работат во корис на оние кои ги немале потребните институции за да можат да се себе изразат во процесот на навремено или задоцнето формирање на нациите. Дали всушност ова е инструментот на опресираните со кој тие можат да го дадат својот поглед на работите. Кога веќе претходно се ставени во милниците на лажирани или полулажирани статистики и така натаму, што Ника Настасовски патен биде речено одлично го покажува, споредувајќи ги статистиките за тоа колку души се чии на оваа територија. Патен биде речено кога на почетокот кажав дека се прашувам колку сме денес подобри од колку во овој период, го имав на ум и тоа дека ние 2011 беше Република Македонија како држава не успеа да направи попис. Што не знам дали 11 или 12 требаше биде. Меѓутоа тоа исто така укажува на неефикасноста или на нерешителноста на државата, за која верувавме дека шом ќе имаме држава, каква таква, дека веќе вакви прашања нема да не мачат. Јас се извинувам, повторно упаднав, ама мене навистина ме прашањата што ги поттикнува оваа книга и она со што таа се занимава, длабоко ме вознемируваат. Повелете, колешката,
на Драги Ѓоргиев, Наташа Котлар-Трајковска од Институтот за национална историја. Ви благодарам. Кога го видов насловот Борбата за македонскиот идентитет 1870-1912 година, бев во дилема како со една реченица би можела сето тоа да го искажам, и сепак се определив дека тоа би можело и да се каже дека се работи за борбата на македонците да ја разберат својата суштина и да ги претворат своите јазични, духовни и народни специфики во основата на својот национален идентитет. Во литературата пак ја најдов и оваа мисла, дека разбирањето на македонскиот идентитет е тест за умешноста на еден автор, но и на читателите да се еманципираат од напластените идеолошки, националистички и политички догми, да се ослободат од религиозните и локалните расположенија и манипулации и да проникнат во суштината на процесите, да ја оценат вистинската вредност на фактите и на она што се крие зад нив. Накратко да се свати начинот на пишување и толкување на историјата, но и механизмите кои во текот на една историска отсечка ги држат луѓето во подчинетост на разни нивни менувани интереси, идеологеми и митологеми. Ова го најдов во книгата на мојот почитуван колега Стефан Влахов Мицов и мислам дека на најкраток и на најсублимиран начин не воведува во темата. Накратко, кога зборуваме за местото на Македонија во рамките на Османлиската империја, би било во ред да го дефинираме и географскиот поим Балкански полуостров во време на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Во сите историски книги, па и оние географски, позната е констатацијата дека се работи за регион со важно геополитичко значење, а пак значење кое се рефлектира врз историскиот, демографскиот, културниот развој и спецификата на населението што живее во него. Етничката разнообразност и претензиите што произлегуваат од неа се совпаѓаат со амбициите на блиски и подалечни политички субјекти, кои се обидуваат да ги контролираат етносите што живеат на такви стратегиски места. Универзален резултат е присуството на мали, соодветно слаби државички, кои им се додворуваат на големите сили. Последниве пак имале собствени претензии на Балканот и често действувале како покровители на споменативе државички. Монографијата на Анастасовски, според методолошкиот пристап и композицијската поставеност, битно се разликува од повеќето актуелни погледи на оваа тема. Се истражуваат конкретни етнографски и демографски податоци, урбаниот и руралниот медиум, улогата на тугите црковни организации во Македонија, исламизираната македонска заедница, оралната историја и слично. Вниманието на авторот особено е насочено кон противречните етнографски податоци и популациони статистики за Македонија кои ги составувале и ги застапувале балканските држави, но и кон религиозното соперништво меѓу грчките, бугарските, српските интересенти околу припадноста на христијанското население. Современите статистики и извештаи, објавени кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, главно ги крепиле ставовите на едните или на другите балкански држави. Тогашната литература по природа била пристрасна. За секое издание кое застапувало едно гледиште, постоело и друго, кое го поддржувало спротивниот став. Противречностите биле чести и биле во функција на политичките интереси. Наспроти овој концепт, во монографијата вниманието е насочено кон типичното македонско православно-христијанско село на Битолскиот регион, за да се добие подробна етнографска слика за животите на обичниот народ на Македонија кон крајот на 19-тиот век и за влијанието на балканските соперништва врз поединецот, семејствата и цели села. Во ова поглавје акцент е ставен и на македонското прашање, кое во европската политичка конјунктура е антиципирано пред се како политичко прашање. Јас овдека би го истакнала следното.
Внимателното препрочитување на изворната граѓа упатува дека ова прашање започнало во средината на 19. век или поточно 50-тите години на 19-тиот. Ова прашање се изразило пред се како јазично, културно и етничко во настапите на организираните групи пред јавната власт, а во конкретниот момент тоа биле Цариградската патриаршија, а подоцна и Бугарската екзархија, согласно познатиот милент систем во османлиската држава. Ова пак ме потсетува на една размислување од страна на Ернест Гелнер, кој во својата книга за нациите и национализмот има констатирано: во аграрно општество како што било османлиското, власта била заинтересирана пред се за земјопоседништвото, собирањето на даноците, одржувањето мир. Притом мнозинството од населението го чинеле селаните, исклучени од моќта, но врзани за верата и црквата, повеќе отколку за државата и незината распространета култура. Османлиската власт била толерантна, па дури и сосема индиферентна спрема различните вери и култури со кои владеела. Накратко, тие незините потенцијални наследници по оружје, во оваа смисла се работи за кралството Грција, Србија, кнежеството Бугарија, не можеле да седат мирни, додека не го наметнале националистичкиот принцип. Тие жеднеат по културните и лингвистичките души на поданиците, констатира Гелнер. Блиску на ова, во делото на Анастасовски се истражува влијанието на денационализаторските и асимилаторските стратегии врз македонското православно население со цел да се испитаат влијанијата врз развојот на македонскиот идентитет, особено во селските средини, во Битолскиот регион, кој е земен како примерок за истражување. Во трудот се дава преглед на демографските податоци во Битолскиот регион, кој се третира од аспект на три посебни зони – Пелагониско поле, Горни села, Мариовски крај. При тоа се анализираат и се споредуваат стопанските, верските, политичките и етничките елементи на трите зони поотделно. Се прави подробна етнографија на животите на обичните луѓе на едно типично македонско православно село од крајот на 19. век. Се разгледува и чифлигарскиот земјоделски систем како специфичен за империјата. Со цел да се направи избалансиран приказ, авторот го искатражува и градот Битола како значаен урбан и управен центар на Битолскиот вилајет. При тоа тој прави преглед на економскиот, но и на етничкиот и на верскиот соуживот низ призмата на градските мала. Во посебно поглавје насловено «Борба за души», авторот ја анализира улогата на разните црковни институции, во овој контекст мислам на патриаршијата, екзархијата и другите мисии, кои пак се впуштиле во жестока борба за доминантна положба во духовниот и образовниот живот на луѓето од овој регион. Мотивите за отварање на патриаршиски, односно грчки и српски, и екзархиски, односно бугарски училишта, се засновале на соодветните политики и територијални интереси. Основна цел на споменатиот процес било воспитување на македонската младина во духот, цитирам, писмената култура, присутна во Грција, Бугарија, Србија. Споменатава категорија на воспитаници требала да бара поклопување на културните со политичките меѓи. Информациите изведени од архивските материјали, кои потекнуваат од странска провиниенција, се суштински за разбирањето на политичкото окружување на Македонија во доцниот османлиски период. Исто така, османлиските пописни дефтери се значаен извор за актуелните социоекономски состојби, а во тој контекст се обработува и печалбарството и колку што се сеќавам во книгата, постојат 4 фази на овој феномен. При тоа печалбарството се разгледува како движење, условено од политичката несигурност и стопанската нестабилност. Социоекономската подлога на печалбарите се разгледува низ призмата на трите дела што го чинат Битолскиот регион. Односно, повторно ќе ги кажам, Пелагониското поле, Горните села и Мариовскиот крај. Трудот дава нови гледишта и го разгледува македонскиот селски живот низ еден преседен крстопат во историјата на македонскиот народ и неговата земја. Авторот се обидува да го обезбеди одговорот на македонското селанство
соочено со разните стратегии и тактики на туѓинските интересенти да го придобијат на своја страна. Оралната историја е важно средство во оваа студија која овозможува пристап до оние приказни што за себе ги раскажува самата култура. Воопшто македонските приказни за авторот се интересни не само поради тоа што го раскажуваат, туку и поради фактот што постојано се прераскажуваат. Забележливи се бројни разговори со постари испитаници, македонци и христијани и муслимани, но и припадници на влашкото и албанското малцинство. Положбата на муслиманската заедница, особено на македонските муслимани, е значајна тема во трудот. Перцепциите на македонските муслимани за османлиското владење, за својот идентитет и перцепциите на соседните македонски христијански села, кои биле под надлежност на спротивставени цркви, внесуваат и други димензии во проблемите што се разгледуваат. Иако во многу нешта истородни со своите македонски христијански роднини, исламизираните македонци останале надвор од борбата за Македонија, која балканските држави ја насочиле само кон христијанските души. Од османлиска гледна точка, споменатава муслиманска група сепак била политички фактор, токму како што грците, србите и бугарите ги користеле македонските патриаршисти и екзархисти за унапредување на своите позиции во Македонија. За целите на својата популацијска статистика, османлиите сите муслимани ги сметале за една група без оглед на нивната етничка припадност. Комплексни идентитети е наслов на последното поглавје во кое авторот го анализира влијанието на исламизацијата врз идентитетот, врз социјалната структура и врз селските обреди во селата од долнореканскиот крај. Прито тој заклучува дека културолошки гледано обичаите и традициите што ги негувале македонските муслимани од овој крај главно не се разликувале од оние што ги негувале македонските христијани во битолскиот регион, без оглед дали таму имало патриаршиска или екзархиска верска надлежност. Воедно тој прави контраст меѓу едно македонско муслиманско село во долнореканскиот крај и едно типично македонско христијанско село во битолскиот регион, со цел споредување на селските обреди, социјалните структури и системите на бракот. На почетокот од 20 век, разгледувајќи ги ефектите од работата на црковните институции, мислам пред се на патриаршијата, односно екзархијата, а во врска со формирањето на одредено национално сознание кај населението во Македонија, владеачките елити во балканските држави констатирале дека постигнатите резултати воопшто не ги оправдале вложените средства. Тие направиле очигледен пресврт со поддржување на четнички паравоени формации. Кратко време потоа се случило целосно воено ангажирање на Сдружените балкански држави и нивно навлегување во Македонија во октомври 1912 година, воспоставувајќи нови системи и форми на власт. Оваа монографија, преведена на македонски јазик, е достапна и за масовниот македонски читател. Авторот, како да го послушал гласот на Вапцаров, кој со право ја укоруваше историјата, зашто ги фаќала само контурите, а она внатре го оставила празно. Како во еден непристрасен судски процес, авторот ги разгледува нештата од различни аспекти. Во таква поставеност токму содржинскиот, а не буквално фактолошкиот пристап кон историските процеси, дава можност за објективно следење на македонската историја во незината комплексност. Јас се согласувам со гледиштето дека објективноста не започнува и не завршува со документарните факти, што секоја историографија ги има во своја корист или пак како адут. Главно е да се види што ги создава фактите. Доброволно действување, манипулација или отворено насилство, недоволна информираност, искушение или пак некаква сделка. Читањето отвара едно безгранично поле на комуникација, тоа е средба со друг, при што се наведува времето и се надминува времето и просторот. Во една песна се вели, ако историјата ја пишуваат победниците, тогаш сигурно постои и друга историја, односно историја која се обидува да избегне секаква шпекулација и вредносен суд кој ги опишува настаните, а тоа е науката. Чисто научниот карактер на една
и популарното излагање од друга страна не влегуваат во противречност. Анастасовски пишува јасно и отворено, со почитување на историските факти, но воопшто не заборува на нивната вистинска суштина. Јас на почетокот спомнав дека во литературата има обиди за давање на една сублимирана карактеристика на македонскиот идентитет и повторно ќе завршам со цитатот на мојот почитуван колега, кој што пишува дека македонскиот идентитет има две линии. Првата е поврзана со еманципацијата на самите македонци, односно со потребата да се разберат себе си, да се ослободат од своите илузии, менувани од политиката, од идејата за големи нации и од неопходноста да станат дел од нив. Втората одсечка е поврзана со еманципацијата на вторите кои пишуваат за Македонија и македонците, да ја согледаат суштината на работите зад купиштата од факти натрупани од историскиот баласт. Сосема на крај би констатирала, книгите стојат пред нас со затворени корици, со нивно отварање влегуваме во светот кој ќе биде пресоздаден само со фактот што нашиот поглед ќе ги види, а една книга почнува да постои кога читателот ќе ја отвори, вели Борхес. А како еден вид дополнување во нашата дебата би се определила за една реченица која што во последно време многу често ми се наметнува, дали кога зборуваме за идентитетот, треба да разговараме за интегритетот и автентичноста. Благодарам. Ви благодарам. Дали сега имаме доволно причини за разговор, за прашања, за коментари? Не мора воопшто да бидат врзани директно за книгата, може да бидат врзани за контекстот во кој книгата се случила, за контекстот во кој книгата ја представуваме овде, за контекстот во кој живееме. Например, повелите. После моето обраќање вие поставивте како прашање во врска со оралната историја, нели, бидејќи е многу актуелна тренд во пишувањето историја во овој период и книгите кои беа промовирани овде овие денови исто така се базирани на таа орална историја. И дали тоа би било алатка со која ние би можеле да направиме нешто околу нашата историја? Оралната, јас како традиционален класичен историчар повеќе верувам на документите. Меѓутоа, оралната историја е сегмент кој ние не смееме да го запоставиме и кој мора да го имаме во предвид. Затоа што тоа е таа историја на обичниот човек, односно на една култура која била живеена на еден простор. Меѓутоа, повторно вие може да најдете раскажувања и вакви и онакви, како што може да најдете и документи и такви и онакви. Многу важен е балансот, многу важен е гледањето на целиот контекст, на сета ситуација, на времето, на луѓето кои го кажуваат тоа и посебно кога тие луѓе го кажуваат тоа. Например, во оваа книга на Ник Анастасовски соговорниците негови го кажуваат, приказните кои кажуваат се некаде кога они се веќе во Австралија, кога они имаат некој поинаков став за одредени работи, поинакви сознанија, па дури и поинаков идентитет. И кога тие исти луѓе би ги прашале можеби 30 години порано, кога биле на 40 години, можеби во Македонија или на друго место, не во Австралија, можеби би рекле поинако за одредена ситуација. Затоа таа орална историја секој пат мора, според мене, да биде во контекст на пишаните документи, во контекст на не само архивски документи, туку доколку постојат медиуми во тоа време, весници, литература објавувана во тоа време. Не може да земеме, нели, приказна на одредени луѓе за одредено село и тоа да ја пласираме како чиста вистина. Секогаш постои и друга страна, други извори кои мора да се погледнат и да се видат. Значи, постојат повеќе нивоа на кои мора да се внимава во
таа орална историја. Благодарам. Повелете. Повелете, господине Катрджиев. Прво, дозволите да им честитам на промоторите, управо пред се на Сорос, што е објавил оваа книга. Второ, на промоторите, што најдоа време да посветат внимание и да го изнесат своето мислење за неја. Трето, мислам дека изворедно значајно е што кај нас последно време, и тоа благодарејќи на луѓе што работат на полето на науката надвор од Македонија, го актуализират прашањето за оралната документација, за антропологијата и така натаму. Јас би подсетил на, ако може би како прва книга, тоа е моје сознание, на Браун од 1972 или 5 година, на македонскиот конфликт, каде дава изворетни информации како, на кој начин настанува промената во сознанието на македонците од Егејска Македонија во Австралија. Луѓе кои веќе биле асимилирани или биле во голема мера грацизирани, не го познавали ни својот јазик и така натаму, доаѓајќи во Австралија, во една демократска средина, каде нема забрана на својот јазик и култура, полека и постепено ја осознават својата историја и започнуваат да се интересираат. Тоа му служи на Браун како историска аргументација за неговата книга да го разврзува македонскиот конфликт. Би кажал нешто друго, баш во поддршка на тоа. Постои доста голема документација од времето на Кралска Југославија овде, во која се говори дека српските учители што доаѓале овде во Македонија, наоѓајќи се во македонските села, полека постепено ја губеле својата српска особина и го прифатили јазикот и културата и така таму на тоа на средината, и тоа предизвикува непријатности и реакција кај владеачката структура, односно кај големога српската власт. Се разбира, јас не мислам дека треба да ја абсолютизираме оралната историја, нити пак антрополошката, како што е овде зафатено. Тоа може да чини само да биде само како додаток во истражувањето на документацијата. При што во никој случај не треба да се фетишизира и документацијата, бидејќи и тоа е дело на луѓе, дело на перцепции, дело на информации и така натаму, во кој доаѓаат до израз исто така различни сваќања, различни гледања, и сето тоа кога ќе се пренесе добива, ако тоа се фетишизира, добива друг карактер. Оно што би сакал овде да кажам, тоа е следното. Оваа книга, така како што е на периодот кој се однесе од 1870-1912 година, зафаќа еден од најзначајните периоди во нашиот развој. Овие денови, веројатно прочитавте, јас не сум имал можност да ја прочитам книгата, меѓутоа во печатот беше објавена една рецензија за резултатите на истражувањето на хрватскиот научник Калов Калоđера, кој проучувал развојот на Македонија во времето на природбата, на просветата. И тој говори дека тоа е еден од најзначајните периоди во кој се дефинира македонската култура, македонскиот идентитет. Пришто да не фетишизираме, идентитетот е нешто кое се менува, кое е подложено на промени и така натаму, но оно што е значајно, тоа што тогаш е изразено како израз на собственото културно
pripađanje poleko i postepeno se pretvara po kažete, se pretvara po soznanje za nacionalna samobitnost. Ušte važnost ima u toj pogled. Една не е тоа книга, инструкција на Министерството за надворешни работи на Англија, испратена до делегацијата на англиската влада на Версајската конференција 1919 година во одделот за Македонија, во кој што се говори за македонското минато, изрично се вели дека до 1872 година македонците се беа веќе оформували како своја нација. Меѓутоа, после 1872 година, кога настапува екзархијата, настапува период на десолуција на македонското сознание. Колку е тоа точно, јас само би спомнал неколку елементи, бидејќи тоа е дебата за која може да дебатираме, не знам колку сакате време. Меѓу 1878 година, тогаш кога 80-та поскоро почнува организираното основно образование на бугарска основа во Македонија, до 1912 година, по најскромни пресметки, некаде околу 200.000 деца, тоа значи од прво до 8 оделение, поминале низ бугарски школи, биле обучувани и образовани од учители кои делом се од овде, делом од Бугарија, биле образовани, добиле бугарско сознание и така натаму, и така натаму. Тоа е една огромна маса на народ кој е индоктриниран во една од најкритичните периоди на своето живење и тоа потоа се преточува во постојано мислење за земање на однос во кога се опрашани тие проблеми. Не треба се заборава сега да не напредуваме понатаму образованието, грижата за прибирањето на многу интелектуалниците, на талентираните деца, нивното стипендирање и така натаму, и така натаму. Значи, затоа говорам, тоа е изворедно значаен период, да не зборуваме дека тоа е периодот после односно на Илинденското востание, на сударите после Илинденското востание, на првиот договор на Балканскиот сојуз од 1897 или 9 година, па разговорите скоро 15-12 години меѓу Србија и Бугарија, а да не вклучуваме Грција, бидејќи таа не итеше да се обврзува за поделбата на територијата на Македонија, се до онај момент додека се дојде до подпишувањето на договорот за соработка, во кој баш тој проблем на владењето на Македонија не е дефиниран и оставен е нарочно за тоа што ќе се случи после војната и така натаму. Значи, затоа велам дека тоа е изворедно значаен период, при што не треба да се губи од предвид дека покрај она што која се стекнуваа македонците во основното образование, 1200 цркви беа под влијанието на бугарската екзархија. Не знам колку манастири, бројката не може да се беа исто така под управата на бугарските манастири. Се тоа е една огромна маса, една огромен фактор кој врши деструкција, односно врши раслојување во свеста, во сознанието на македонскиот свет. Но, кога говориме за тоа, независно од оваа книга, многу е значајно да се обрне внимание и на однесувањето на македонскиот фактор. Мислам дека постојаното барање да го објасниме нашата состојба со политиката на соседите, без да го согледаме нашиот дел од
Тој развој е недоволно, недоволно може да послужи. Ние немаме, за жал, ние имаме дескрипции, имаме богати дескрипции до сега, но ние немаме теориска доктрина која ги објаснува овие работи. Според тоа, крајно време е ова еден научно-објективен труд кој би бил, но за тоа се потребни не само историчари, веројатно и политиколози, социолози и така натаму, кој би можел да даде одговор на развојот и формирањето на македонскиот идентитет и в крај на крајштата неговото самоорганизирање за ослободување. Ево јас толку, мислам за формирање на своја држава, само толку во овој момент како резултат на ова што го слушнах од промоторите. Благодарам. Благодарам. Врзано за ова што кажавте, една од работите што и веројатно не е најмалку важната, што вака ме стресе помалку кога читав книгата, е нешто што се наоѓа на крајот на секоја книга. А тоа е списокот на литературата користена. И колку повеќе книги од странски автори во оригинал читам, толку повеќе ме стресува должината на списокот на литературата објавена во странство за македонското прашање, за која јас не сум сигурен дека е достапна овде. Односно, мислам дека не е достапна и дека нам ни е во добар дел непозната. Ај мене што сум велам пак пасиониран читач, ама предпоставам дека дури и сите стручни лица кои се занимаваат со таа дисциплина немаат на дофат. Таа е на англиски, на француски, на германски и така натаму. Има изданија кои се прилично стари, значи за кои да се најдат треба се потроши прилично време, понекогаш и пари. Меѓутоа, мислам дека ваквиот напор за кој се заложи академикот Катарџиев не е можен без да се има на располагање целиот тој корпус на историски и така натаму книги кои се занимаваат со македонското прашање, односно, ако го немаме на увид целиот корпус на различни погледи и различни интереси, се разбира, на македонското прашање од 19. век па наам. Така што тоа очигледно останува една задача која бара синхронизиран, организиран напор на државата, со помош на, се разбира, на делови од граѓанското општество, меѓутоа тоа сепак мора да го носи државата. Затоа што во крајна линија не е само прашањето на тоа дали си има доволно пари, прашањето во тоа дека тој напор мора да биде врзан и со дипломатијата и така натаму, ќе ви кажам еден шокантен податок. Една битна книга, делото на Јуџин Борза, Под сенките на Олимп или како беше Под Олимп, која се занимава со пред се со Филип од Македон, беше објавена со напорот на Крсто Јанковски, седи онде лево од мене. Лична иницијатива. Кога ние побаравме од фондацијата копирајт, авторски права за да објавиме таа книга, ни беше одговорено дека некој од Македонија веќе ги откупил авторските права. Ми беше драго, ама истовремено и ме загрижи тоа, дека така важно дело, кое нуди цела низа докази дека античките македонци не биле еднакви со античките грци, во цела оваа полемика не беше објавена со помош на Министерство за култура, например, или за образование и наука и така натаму. Не се.
Мислам дека се дури овие работи лежат на грбот на, би рекол, на ентузиазирани поединци. Не сум сигурен дека можеме многу далеку да стигнеме. Така што одговорноста на државните институции не може да биде стровалена на грбот на индивидуи. Таа битка така не може да се води. Да, битен ентузијазмот на индивидуите, ама исто така е битен капацитетот на институциите. Дали некој друг бара збор? Повелете, господинот академикот Ристевски, а потоа мене ми е криво што книгава прв пат ја гледам и не знам што се содржи, но од она што беше презентирано овде, сепак се добива еден одреден впечаток. Точно е тоа што беше овде одбележано, дека ние и оние што поспецијално се занимаваат со овие прашања, не сме секогаш во тек со она што излегува надвор. Немаме информација. Не секогаш и не секаде може човек да ги консултира и периодичните публикации во кои најчесто се бележат ваквите изданија. Но стои и она другото прашање. Вистина, странски истакнати автори и значајни книги ние тешко ги добиваме. Но сигурно е не помалку важно колку нашите пишувања и изданија, се разбира на македонски јазик како најнормално, стигнуваат до странскиот читател на кој македонскиот јазик сепак му е недостапен. Колку во странство се знае вистинската научна мисла во Македонија. Колку тие можат да ги проследуваат различните струења во текот на овие барем половина век, кога почна историографијата македонска вистина да се развива. И затоа прашањето е секогаш актуелно и акутно, но тоа се уште стои. Ние имаме малку изданија што одат на англиски јазик. Едно време имаше во бивша Југославија некои списанија и некои издавачи кои од време на време пуштаа одредени изданија на англиски, на руски и на француски јазик. Сега не ми е познато баш дека има некоја ангажирана институција што имено за тоа ќе се определи и ќе ја задоволува таа несомнено страна доста интересна за странскиот интересент. Па и ако сакате за политиката во странство, точно е тоа дека представниците на разните држави во Скопје информираат за се и така натаму, но тоа е друг поглед, друго гледиште и друга оценка. Ние имаме потреба нашите автентични мисли да продрат во странство. За жал, тоа ни се случува многу ретко. Инаку, тоа што ме интересира и заинтересира и мене, како и колегата Катарджиев, авторот го зел периодот од 70-та до 12-та година, клучниот период до разбивањето на Македонија, од создавањето на екзархијата па до разбивањето на Македонија. И тука постојат сите основни проблеми што ние како наука се уште не сме ги диференцирале секогаш. Јас не знам колку тој ги разгледува разните погледи, линии во развитокот на македонското прашање.
Нема сомнение дека по 70 година, по 69 година, или поточно од 72-та, како рече Иван, година наваму, екзархијата ги зеде сите лостови во своји раце во Македонија. Мислам на екзархиското население. Меѓутоа, и во тие кругови имаше струења кои мислеа не еднонасочно. Тоа е едното. Другото, кај нас се уште не е создадена уверлива, аргументирана и документирана студија за бугарското име во Македонија. И тоа е клучот на сите клучеви, клучот на сите проблеми што ние и денеска ги имаме во светот, а пред се кај нас. Вие гледате, се уште кај нас, да ги оставиме пасошите, но имаме ние и по нашите медиуми изјави од личности кои нешто некогаш значеле во оваа земја и држава. Па презентираат некоја друга визија и тоа го пишуваат, тоа го зборуваат и го делат, го цепат нашето единствено тело, кое ми се чини до 90-та година беше прилично монолитно. Прилично монолитно. Кој како сака, тоа нека го толкува. Друго, нема сомнение дека македонството и македонската линија, така да речам, не почнува по 70-та, ниту по 12-та, како што сега некои организатори на празнувања на Балканските војни се обидуваат да кажат дека до 12-та година немало свест за македонство и затоа дошло до поделба кој како ќе фати да грабне. Напротив, истражувањата во последните години покажаа дека македонското име прво постои во континуитет, независно од амплитудите на тој континуитет. Второ, словенското име по формирањето на тие така наречени македонски склавини не е доволно кај нас простудирано. И зошто баш се викаат македонски склавини и од кога и како, но тоа е веќе спореден проблем. Тие склавини стигнуваат и до Самуила. Прашање се уште не е истражено, ама стигнуваат. Тие племиња се уште живеат на одреден начин. Зошто македонското име потоа како да исчезнува? Прво има две основни прашања. По влегувањето и на Бугарија, на средновековна Бугарија, во Македонија, словенското име беше прифатено бидејќи јазикот на македонските словени од Солунско, бугарите го прифатија како свој бидејќи ја тргнаа од својата, од тогаш веќе зародена теза дека македонците и бугарите се едно и исто тело. Ние знаеме дека 2 века пред да влезе во Бугарија, во Македонија, македонските славини се развиваа без каков и да е допир со Бугарија, а таму се формираше држава која беше непријателска на Византија, војуваше со неа, а од друга страна појавата на Кирил и Методиј, словенското писмо. Чудно е зошто тие тргнаа со словенското име. Тие се солунчани. Околу словените се изборуваат на словенски јазик, вред. Ама треба да се види што население живеело тогаш во Солун.
Може би и може да се најдат некои извори. Од друга страна, зошто Михајло III ги испрати византиските мисионери Кирил и Методий со нивните ученици во Моравија, за да проповедаат словенска писменост? Затоа што Франечката држава имаше договор со Бугарија, земја која војуваше со Византија, а Моравија побара од Византија и во тој договор сојузник и побара учители на словенски јазик. Ако Византија испратеше учители со грчки јазик, тоа ќе беше протолкувано како масло на Византија. А вака со словенски јазик, бидејќи се работеше за словени во Моравија, тоа беше прифатливо. Значи, тоа се прашања кои нашата историографија се уште не стигнала, бидејќи навистина па имаме многу мал временски простор од почнувањето на вистинското нејзино развивање. Се уште не стигнала детално да ги обработи врз позначајна аргументација и факти од историјата. Така што нашиот 19 век го најде македонскиот народ со едни мешани традиции. По 16 век со развитокот на картографијата се определија горе-долу границите во европски рамки на Македонија. Со символите што ги презентираа разните албуми со грбовите, се определи и етницитетот на одреден начин на таа омеѓена територија. Тоа внесуваше една нова состојба и во духот на ретката интелигенција од Македонија што продираше нагоре. По Карпошовото востание и продорот на Австрија, првиот продор на една голема сила на територијата на Македонија, за разлика од Бугарија, каде што руските војски повеќе пати доаѓаа и носеа таму бегалци и така натаму. Тоа беше прв пат. Па тие луѓе од тука одат и во Војводина се декларираат како Македонија и како македонци. Потоа кога одат во Русија и во денешна Украина се декларираат дури и неисториски би рекол из македонскај нации. Видите, се тоа показатели што зборуваат дека свеста за македонството и посебно за Македонија и како географија и како етнографија постепено се развива. И не е случајно што во 40-тите години дури еден Рилски пишува болгарска граматика на некаков македонско-бугарски јазик. А Партенија Зографски, па дури и Шапкаре во почетокот, исто така се обидуваат да прават бугарско-македонски заеднички јазик, имајќи ја предвид нагодбата што ја направија србите и хрватите 1850 година. Тоа кај нас не е доволно разработено. Тој момент е многу битен. Така можеме да ги објасниме некои работи. Партенија Зографски не беше неписмен човек. Тој беше во резиденцијата на Русија. Тој се школуваше и во грчки средини, и во руски, словенски средини. Влијанието што го направи Венелин со својот прв дел од историјата на бугарите, што беше објавена во Русија 1829 година, и неговите последешни книжки, иако никогаш не стигна во Македонија, има големо влијание во Русија
која од тогаш натаму заора една пробулгарска линија во својата политика. И таа пробулгарска линија, за жал, траеше и до Балканските војни, да не речам и во Светската војна прва. Тоа се работи кои ние уште еднаш треба да ги продистилираме. Проблемот ми е зошто кај нас, а не знам во оваа книга дали, не се зема предвид онаа линија што имаше континуитет македонски, како национална свест веќе по 40-тите години, особено пак во 60-тите и 70-тите години, впрочем и сам Славејков тоа го демонстрира и 71-та и 73-та година. Навистина, не случајно се појави така нареченото лозарство, не случајно се појавија весниците во кои веќе македонското име и македонската борба за автономија и така натаму не беше туѓа. Формирањето на револуционерната организација настана од луѓе што беа во лозарското движење, основатите на младата македонска книжевна дружина. Тоа како да го подзабораваме? Не го забораваме, господин Ристовски, ама имаме уште кандидати заинтересирани да имаме таму еден господин Наде Проева, а во еден веќе овие се нестрпливи да ни го посаат јадењето и пиењето и да се ослободат од нас. Да. Повелете овде прв се јави, па потоа Наде Проева. Ало, благодарам. Јас само малку накратко, пријатно сум изненаден од сеопфатноста на делото на НИК, бидејќи опфатил една работа која многу малку е публикувана кај нас. Се работи за оваа работа. Значи, еден бележит пример кој се случил во Галичник. 30 галички семејства се преобратени од ислам во христијанство. Тоа го опфатил и изненаден сум од неговата сеопфатност и дури има дадено и една народна песна која вели: каде се чуло видело, турчин вера да менува, каурин да станува. Благодарам, тоа беше мојата забелешка за... Ви благодарам. А само заборавте да ни се представите. Јас сум Јордан Панговски, благодарам. Фала. Наде Проева. Не ме гледаш, јас се јавив прва и многу ми е жал што замина академикот Ристовски, бидејќи имам едно мало дополнување, да не речам поправка до него. Не се сеќавам како рече, дали рече не е објаснето или не е пишувано за бугарското име во Македонија. Како информација, јас за тоа пишував на цели 8 страници во предговорот на книгата на Алфред де ла Кулонж, патеписец од средината на 19 век, во мој превод, нели, прв учен патеписец во Македонија, и бидејќи тамо го нарекува населението бугарско, сметав за потребно во предговорот на книгата да објаснам зошто, од кога се користи името бугари за македонското население и со такви слични примери за други народи. Според тоа не е точно дека не е објаснето и не е пишувано, тоа значи дека самите не се читаме доволно. Благодарам. Одлично поинта, ја мислам дека е точна, дека не се читаме доволно меѓусебно, а не мачи зошто другите не читаат. Нормално е кога другите не читаат, ако ние не се читаме меѓусебно, всушност ние и не се слушаме едни со други, така што ова нечитањето некако е природен производ од тоа. Дали има уште некој? Еве, Крсте Јанковски сака да каже нешто. Микрофон. Ме спомнавте, професоре Милчин, и благодарам во врска со борза. Не е само борза, за жал тоа е една генерација во доцен период од својот живот,
веќе се покојни професор Бадијан, кој што прв ги начна прашањата на македонците за во антиката говорам, но јас немам намера да зборувам од историски аспект. Идентитетот го разбирам како социјално-политичка творба и потоа како борба кое стадо ќе биде поголемо. Зошто? Длабоко ја прифаќам една мисла, која што и професор Борза во една своја статија ја дава како почетен цитат на некој учен, кој што рекол: националниот идентитет е колективна грешка на голема група или на поголема група луѓе. Јас мислам дека тоа е тешка вистина, бидејќи ако некој има доказ кое што, освен што само себе ќе си се представи, се разбира како негово лично право, тогаш ние ќе се претвориме во кучиње со педигре картичка, па ќе не ценат кое е повредно, кое е со почиста раса, а кое е некое улично куче, и сметам дека идентитетот во најголем дел, незаснован на научна и човечка пред се димензија и право на изразување на секој човек, би се свел на ова што го реков пред малку, што не е долично ни за наука, ни за човештво. Многу ви благодарам, книгава ја поздравувам, оди во насока на некакви сегменти од тоа вкупно прашање. Фала ви. Благодарам. Дали? Еве, драги Ѓоргиев, уште еднаш. Јас само нешто сакам да кажам во врска со она што го спомна академик Ристевски за непродирањето на нашата историска мисла надвор од Македонија. Колку и да е болно тоа, јас сметам дека еден добар дел од тој хендикеп му припаѓа на тоа што ние не објавуваме на странски јазици. Јас сметам дека ако сакаме да се читаат нашите дела надвор, ако сакаме да пласираме наша вистина, мора нашите историски дела да се објавуваат на англиски јазик. Затоа што македонскиот јазик може да го читат многу мал круг на луѓе во бивша Југославија и во Бугарија. Сето друго, колку познавачи на македонски јазик имаме ние надвор од овие земји? Може би десетина луѓе кои се занимаваат со Македонија, со македонскиот јазик, со македонското прашање. Тие се изолирани инцидентни случаи. Ако ние не ги преведуваме наши трудови на англиски јазик, нашата вистина повторно ќе остане тука затворена. Затоа сметам дека тоа е многу важно, на кое, јас сега како од позиција на прв човек на институтот, за кое треба да се залагаме и да инсистираме, не само нашите изданија и другите изданија да се објавуваат. Тоа е првиот вистински чекор во тој правец, сметам. Благодарам. Јас во контекст на Драги што го кажува, бидејќи 20 години сум во науката и сметам дека не може да постои квалитетна наука ако нема добра финансија, односно ако имате пари, тогаш ќе има успешна наука, а верувајте дека тие пари можат многу убаво да се вратат, односно да нема загуба, да има не само приход, туку и профит. Но, со оглед дека реалната ситуација кај нас е, прво, Министерството кое што имаше наслов Министерство за наука не постои и нема кој да води грижа за науката, бидејќи има едно министерство кое што се именува Министерство за образование и наука, меѓутоа само спомнува образование, а најверојатно ни луѓето што работат таму не се свесни дека постои другиот дел науката. Се додека науката се доживува како голем трошок на општеството и не се даваат средства за научните трудови, било магистерски, било докторски, бидејќи тие не се приватна творба на одредени личности, тоа е творба наменета за потребите на државата и афирмацијата на државата, и додека тие луѓе не доживуваат како некое нужно зло и не треба да постоиме, џабе зборуваме дека треба да бидеме објавувани и во нашата земја и во странство. Значи, нараво учение може би треба да се избереме, да се избориме самите себе си, дека не само што треба да имаме средства за објавување, туку треба да има средства и за истражување, и за промоција, и за настапи на меѓународен план, и на тој начин, во секој случај, ние ќе донесеме пари во оваа држава. Се обидов на прост начин ова да го кажам, меѓутоа тоа е реалноста.
Ви благодарам и мислам дека дојдовме до некаква завршница. Се надевам не и крај, затоа што како и да е, пред нас стои предизвик. Тој предизвик е именно да се избориме за соодветен неопходен статус на науката и на истражувањето, без оглед дали тоа е само во областа на историјата. Тоа е вака поширок проблем очигледно во Република Македонија денес. Ако во тоа не се направи промена и битен исчекор напред, мислам дека ние ќе бидеме осудени на стагнирање, а стагнирањето води кон назадување. Во тоа име и надевајќи се дека тоа нема да се оствари, сега ве поканувам на еден мал коктел, па можеме да продолжиме со разговорите. Фала.